Ова станува за жал позната слика во Западна Африка. Група воени офицери, незадоволни поради лошата безбедност и лошото владење, го затвораат лидерот на земјата, го преземаат етерот и се декларираат како одговорни. Тоа се случи во 2021 година во Мали, подоцна истата година во Гвинеја, во 2022 година во Буркина Фасо и минатиот месец во Нигер. Денеска, 26 јули 2023, ние, силите за одбрана за безбедност, обединети како Националниот совет за заштита на земјата, одлучивме да ставиме крај на режимот што го знаете. Но овој западноафрикански пуч е поинаков и Вашингтон ја следи ситуацијата, како и тоа дали дипломатија ќе може да го врати сменитиот председател, за кого Стейт департментот изрази безрезервна поддршка. Тоа е затоа што Нигер е клучен партнер на САД во борбата против исламскиот екстремизам во Сахел, со критична американска база за беспилотни летала и стотици американски војници во земјата. Гласот на Америка разговараше со амбасадорот на државата во САД за ситуацијата. За помалку од 2 недели имавме тим од нашите воени сили на состанок со властите на САД. Заедно отидовме во Пентагон, отидовме во Стейт департментот. Една недела подоцна не е добро. Што значи тоа? Воопшто нема смисла. Аналитичарите забележуваат дека овој кревок, богат со ресурси регион, исто така е на удар на другите големи сили, при што руската платеничка група Вагнер го зголеми своето упориште во соседните земји. Ова е прокси војна. Има тековна прокси војна во Африка во последните 3, 4, 5 години најмалку. Тоа е еден вид ново препукување за Африка. Но тука надворешните сили се САД, Русија и Кина. Русија сака да освојува, ако сакате, преку групата Вагнер. Кина би сакала да го користи економското оружје иницијативата Појас и пат. Стейт департментот рече дека не виделе доказ оди руските платеници биле вмешани, но рече дека најверојатно ќе се обидат да профитираат од нестабилноста. Не би ме изненадило да видам дека Вагнер се обидува да ја искористи ова ситуација во своја полза, како што тие се обидува да ги искористат другите ситуации во Африка. Кога велам во нивна корис, мислам на нивната лична финансиска корис, како и на нивниот обид да го прошират своето влијание на континентот. Мекфейт вели дека се сомнева оти пучистите во Нијамеј ќе попуштат под притисокот од Вашингтон или од Западот. Многу африканци не ги гледаат САД како посветен партнер. Мислам дека можностите за комбинација од награда и казна од Вашингтон се ограничени и тие искрено се оспорени од Русија и Кина. Западните земји, вклучително и САД, веднаш ја прекинаа помошта за земјата. Регионалното тело на ЕКОВАС им даде на лидерите на пучистите рок до недела да го вратат председателот на функција и се заканија со сила доколку не се усогласат.